Почитувани гледачи, добар ден. 16-то финале на фудбалскиот куп на Македонија. Дебитантско и за Работнички Кометал и за Милано. И за прв пат во историјата на ова надпреварување во македонскиот фудбал играат двете најдобри екипи според пласманот на табелата. Актуелниот шампион Работнички Кометал, кој токму пред финалето на купот го доби пехарот за својата трета шампионска титула, и второпласираната екипа до лани второлигашот, тимот на Милано. Значи нема подобра потврда кога во едно големо финале на купот на Македонија играат двете најдобро пласирани екипи во првенството. Дополнителен мотив и за Работнички Кометал и за во случајот домакинот Милано е тоа што за прв пат играат и за овој трофеј во својата историја. За Работнички Кометал Пачовски, Михајловиќ на Джипи, Јанчевски, Масев Демири, Лазаревски, Лукмон, Ковачевич, Станишич и Пејчич. Имаше проблеми со повредите. Беквалац, шефот на стручниот штаб на Работнички Кометал, но за нив нешто подоцна. За екипата на Милано Нурединовски, Илиевски, Лазаревски, Ристов, Јовановски, Гаши, Статовски, Аломеровиќ, Алимик, Григоровски и Стојановиќ. Тоа што го замислуваше, што го најавуваше, Ѓоре Јовановски го извади на теренот во екипата на Милано. Суди на овој надпревар се Петковски, Величковиќ и Адеми. Знаете, Кипријановски беше делегиран пред почетокот на овој надпревар, се откажа во последен момент затоа што беше под еден вид притисок. Не сака некоја случајна грешка да биде потолкувана како намерна во корист на некоја од екипите. Темаш Нерединовски, опасни се тие топки заради лизгавоста. Во Статовци. Тоа невнимателен таму Лими. И сега отворен простор за Демири. Доаѓа Пејчич на левата страна, е осамен Јанчевски, одлична топка за Неджипи, еден спремен водство на Работнички Кометал, 26-та минута. Повторно грешка на средината на теренот на екипата на Милано, подарок за полуконтра која школски мајсторски одигра Работнички Кометал и водство со 1:0 со убавиот гол на Неджипи. 26-та минута, 1:0. Ќе го видиме тоа уште еднаш. Јанчевски веднаш на спротивната страна проигра со Неджипи, кој не размислуваше, знаеше дека е тој момент да шутира, ако ја примаше таа топка ќе отидеше многу лево. Меѓутоа, многу заслуги што Работнички води со 1:0 има и Милано, што повторно загуби една чиста топка на средината на теренот. Вторе е Сафет Адем исто така од Скопје. Четврти судија Далибор Ѓорѓевски од Скопје и ова е втората прилика. Во 5 метри истрчан Урединовски кикс. Неджипи втор гол, водство на Работнички Кометал. 42 минута, уште еден подарок за првиот гол на средниот ред на Милано, за вториот на гол на Урединовски, 2 гола на Неджипи. 42 минута, без некој голема игра, без некој страшен притисок, екипата на Работнички води со 2:0. Ако за првиот гол, грешка на средината на теренот, сега Нурединовски, лоша проценка за подарок за Неджипи, кој носи многу лесно водство на екипата на Работнички Кометал. Нити Работнички го надигра Милано, меѓутоа останува впечатокот дека кумановцани се некако преимпресионирани со тоа што играат за во големото финале. Уште 13 минути до крајот. Алими може ли да шутира, тоа му е желбата, надголот на Пачовски. Со многу причини, најголемата затоа што води со 2:0. Милисавлевиќ не успеа да го промени правецот на овој центар шут на Демири. Комбинира со Ристов, сега Статовци греши. Велковски, лево го има Пејчич, кој реакцијата преку Масев. Одлична топка за Милисавлевиќ од десната страна, се мести за Велковски, брани Нурединовски. По удар во ова 16-то куп финале на фудбалска Македонија и апсолутно заслужено, ми се чини дека тоа го знаат и фудбалерите на Милано. Работнички го освојува купот, прв во својата историја, ја освојува двојната круна, прва во својата историја. Заслужено, Милано ќе сочека некоја друга прилика, иако клубот кој до вчера беше второлигаш и има зошто да биде задоволен оваа сезона, ќе игра во квалификациите на купот на УЕФА, значи ќе излезе во Европа. Да подсетам, 26-та минута Неджипи, 42-та минута Неджипи, играчот што долго е најдобар во екипата на Работнички Кометал, е сега и играч број 1 во големото финале.
доминантната екипа во последните неколку сезони во македонскиот фудбал. Минатата година победа успеа во домашното првенство да ја прекине за момент таа доминација Вардар во купот, но се враќа се до тоа со првата двојна куна за работнички Кометал. Пехарот за шампионска титула пред почетокот на овој меч за првенството во раците на Неджипи, сега и куп трофеот од претседателот на ФФМ Хари Хаджиристевски, повторно кај Неджипи, стрелецот на двата гола и играчот на надпреварот, ама буквално се поклопи за екипата на работнички Кометал, на Неджипи, на собствениците на Коста Костовски, на Трифун Костовски. Верувам дека денеска се уште презадоволни на тоа што ова е двојна круна. Предпоставувам дека желбите им се што подобро да играат во квалификациите за Лигата на шампионите, иако е тежок патот до елитата и до групите. Честитки веројатно од претседателот Хари Хаджиристевски и од генералниот секретар Костов. Ево тој мал преоден прехар, а он е главниот, големиот во рацете на капитенот Недерим Неджипи. И официјално работнички Кометал освојувач на 16-тиот куп на Македонија. Прва двојна круна, вклучувајќи ги трите шампионски титули. Апсолутно заслужено, затоа што работнички Кометал во текот на цела сезона беше најдобар. На коло до крајот го остави Милано 10 бодови во првенството. Во големото финале мудро, итро, благодарение на грешките и на противникот, а на личноста на Милано славеше со двата гола на Неджипи со 2-0. Не беше тоа големо финале, но работнички покажа дека е мастор да одигра на резултат, да одигра толку колку што е потребно. Тактиката го реши овој надпревар, работнички презадоволен. Милано може да биде задоволен со сезоната затоа што од втората лига лани сега ќе игра во квалификациите на купот на УЕФА, ќе се обиде да стигне до елитата работнички Кометал. Заслужена елитата веселба со верните навивачи, почитувани гледачи, 16-тиот куп у припаѓа на работнички, дебитантски, таква и двојната круна против Милано 2-0. Благодарам за вниманието и пријатно.